пријатели, во изминатиот период, кога ширум светот се организираа протести против сите мерки кои значеа ограничување на човековите слободи и права, таков протест во Кочани символично правеше и мојот личен херој, драг пријател и соборец Александар Симеонов. Денес, кога во Скопје е закажан ист таков протест, во предвечерието на воведувањето на она што во жаргон ние го нарекуваме пелц апартхеид, ја имам привилегијата да му се придружам во тој символичен протест, зашто обединети стоиме, раздвоени паѓаме. Токму во Кочани стојат потсетниците од минатите генерации кои се бореле и гинеле за слобода. Затоа не случајно овде го имаме споменикот на Карев, кој својата погибија ја најде во Рајчани, близу Кочани. Не случајно ги имаме бистите на Љупчо Сантов и Раде Кратовче, кои со својата саможртва го поплочија патот кон слободата, која денес, јас и Александар, символично сакаме да ја одбраниме, потсетувајќи дека токму овие луѓе таа слобода ја бранеле со своите животи. Здраво, пријатели! Се наоѓаме на местото Плоштад во Кочани. Денеска е 15 август 2021 година и овде сме двајца да протестираме против вакциналниот апартхеид и против вакциналните дозволи за влегување во одредени локали. Зошто го правиме тоа? Затоа што сметаме дека тоа е ограничување на фундаменталните слободи и права, гарантирани со големите документи како што се Уставот на Република Македонија, Универзалната декларација за човековите слободи и права и така натаму, и така натаму. На ова место во минатото стоеше само овој човек што сега е тука до мене. Заедно стоиме денеска горди двајцата, веројатно луѓето околу нас не знаат што правиме, ама ние го правиме тоа и благодарение на интернетот нашиот глас ќе стигне до илјадниците вас. Драги пријатели, овде сме заради слободата. Не постои никакво оправдување за ускратување на фундаменталните човекови права и слободи, а камоли некаква изнасилена здравствена криза која што се случува на глобално ниво. Може би е добра оваа ситуација на набивање на човековите права и слободи, бидејќи таа освести милиони луѓе ширум светот. Како што вели големиот Njegош, оревот е чудно овоштие. Ти го кршиш, тој завет искрши. Драги пријатели, не си се непријатели едни со други вакцинираните и невакцинираните. Непријателот е онаа самонаречена елита која бара апсолутна контрола над населението. Затоа велиме да за вистинската наука, не за онаа корпоративно осакатената. Да за слободата, да за правото на избор. Пријатели, ова видео сакав да го финализираме тука на ридот наречен Лукубија во моето родно Кочани. Во позадина се лузните на градот кој што пред известно време ги предизвика пожарот. Под мене е градот во кој што ви ги покажав светилниците од минатото кои што зборуваат за слободата. Карев и Љупчо Сантов и Раде Кратовче. И на крај, сето тоа завршува тука, на местото каде што минатата генерација изгради еден споменик и му даде едно силно име, тоа е споменик на слободата. Тука ќе го завршиме нашето патешествие, па затоа дојдете со мене.
Се наоѓаме во амфитеатралниот дел на споменикот на слободата во Кочани. Позади мене се дел од мозаиците направени од нашиот уметник Глигор Чемерски во втората половина на минатиот век. Практично овде имаме уметничко дело под отворено небо. Овој споменик е навистина споменик на слободата, затоа што таа генерација слободата што ја имаше издвојувано во Народно-ослободителната војна ја ценеше, ја сакаше и сакаше да остави траг за таа издвојувана победа. И ние сега како наредна генерација сме повторно тука многумина од младите луѓе, од децата што поминуваат тука, веројатно не ни знаат зошто е изградено се во ова, не ни знаат зошто се овие шарени абстрактни фигури. И веројатно тоа чувство на слобода, бидејќи си имаат родено во слобода, да им представува нешто побитно или позначајно. Ние сме денеска тука за да покажеме во каква состојба е слободата генерално. Ке ми простите што ми се заплеткува јазикот заради вознемиреноста за тоа што ќе го кажам, затоа што слободата во денешно време станува се поголема абстракција, односно станува се поусловена и поусловена. А слободата кога е условена не е слобода, туку е робство под договор, на некој начин. И зошто инсистирав да дојдам овде, да го снимам овој крајен дел од видеото? Затоа што сакам да кажам дека ова навистина е споменик на слободата. Сега дојдете со мене да видиме во каква состојба е овој споменик. Малку пошироката слика да ја погледаме. Подот извалкан, траги од палење оган, мермерот кој што некогаш постоел, личи на мермер. Како што кажав, мозаиците се уметничко дело под отворено небо, а и тие се загрозени и има опасност да бидат уништени. Инфраструктурата, осветлувањето се нефункционални. Ова е делот кој што треба да служи како место за седење на публиката во евентуални културни настани кои што тука во минатото се одржуваа. И без да должам многу, не сум овде за да кажам која е историјата на споменикот на слободата, има доволно податоци на интернет, за среќа можат да се погледнат. Сакам да кажам дека слободата денес е во иста состојба како и споменикот на слободата. Во руина.